Квинтесенција со Ацо Станковски. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, во оваа квинтесенција би сакал да ви зборам за некои феномени кои се поврзани со аспектот на персонификација на општествата. Поточно како тоа некои така комплексни и масивни форми на постоење како што едно општество всушност добива карактер на една личност. Тоа не е до сега нешто ново. Одавна се шпекулира за тоа, затоа што постои еден вид на колективна психологија која одредува одреден карактер, кој е збир на доминантните карактери на луѓето од тоа општество или од таа држава или од таа земја или од таа цивилизација дури, така што може да се персонифицира дури и покрупни општествени констелации. Меѓутоа, потребно е тоа да се направи за да со оваа симплификација се влезе во една компаративност. Поточно би сакал да ви зборам за тоа што се случува во најголемата и најмоćната, мислам по капацитети, војни, економски и така натака држава во светот Америка и една мала, сосема мала, неугледна, но сепак геостратегиски битна држава кај што е Македонија. Севишниот сакаше изборите да се случуваат и кај нив и кај нас во еден рок кој е определен и кој е прилично близок едно до друго и на некој начин би можеле дури да воспоставиме одредени координати и компаративности помеѓу тоа што се случува таму и што се случува тука. А тоа го велам затоа што всушност многу нешта се случија и таму и тука, нешта кои се соодветни едни на други и како да произлегуваат едни од други. Небадијала Македонија била наречена Катена Мунди и тоа е едно невралгично чвориште, еден епицентар на сите можни енергии, когнитивни енергии, нели, што свесни, што подсвесни, кои на некој начин функционираат во еден епицентар и се шират, ги примаат надразбите и контекстите од целиот свет и повторно ги емитираат кон светот. Тоа е едно магиско гледање, херметичко гледање на нештата за кое многу луѓе воопшто не се свесни, дури им изгледа абсурдно. Но тоа е затоа што не се запознаени со длабинските аспекти на функционирањето на природата и општеството. Туку гледаат на еден прилично едноставен начин како конзументи кои ги примаат сите тие информации без размислување, а нити се бават со некој истражување кое би го поспешиле нивниот светоглед и би ги вовеле во некои подлабоки сознанија. Но затоа сме ние тука, на некој начин да им го предадеме тоа како на тањер и тие едноставно да се просветлат низ нашите активности овде во ова неверојатно радио Слободна Македонија што емитува во боја.